Од магацин за теписи, спротивно на сите законски прописи, станал угостителски објект и примал гости. Градежните вештаци откриваат дека објектот без соодветна проектна документација бил пренаменет во ноќен клуб, но затоа не биле пронајдени никакви документи за сите изведени интервенции. Во големата судница во Идризово беше заклучено дека секоја градежна реконструкција треба да биде направена според прописите, бидејќи таа влијае врз безбедноста на самиот објект. Вештаците утврдиле дека немало ниту соодветна документација за интервенциите што влијаат врз противпожарната безбедност. Не постоел ни записник од овластен градежен инспектор. По 17 месеци болка и борба, родителите велат дека секој нов стручен наод е уште едно парче од служувалката. Колку и да е болно да го слушаме сето ова, ни дава надеж дека вистината конечно излегува на виделина. Нашата болка не може да стане помала, но сознанието дека фактите се утврдуваат стручно, јасно, аргументирано, ни дава сила да веруваме дека правдата е достижна. Затоа сакаме јавно да ги охрабриме вештаците да продолжат професионално и независно да ги кажуваат она што го утврдиле. Ние стоиме за секој професионалец кој со своето знаење и интегритет придонесува да се открие целоста вистина. На претходното рочиште, вештаците кажаа дека Пулс нелегално бил пренаменет од индустријски објект во дискотека спротивно на урбанистичкиот план. Со вештачењето е утврдено и дека биле поставени прегради од гипс картон и врати кои за време на кобната ноќ ја отежнале евакуацијата на гостите. Претходно вештите лица наведоа дека според урбанистичкиот план на Кочани никаде не фигурира пренамена на Пулс од индустријски објект во ноќен клуб. Обвинителството ќе изведува и докази од градежното вештачење кој што е изработено од тим од градежниот факултет при УКИМ. Во Македонија за најголемата трагедија се водат 4 судски процеси, од кои еден првостепено е завршен, а за останатите 3 се уште тече постапка во Скопскиот кривичен суд. Судењето за пожарот во кочанското кабаре Пулс го води судијката Дијана Груевска-Илиевска, а обвинението го застапува тим од 15 јавни обвинители.